За денешниот ден една многу убава традиционална рецепта од јаболки, десерт, полнети јаболки. Пред да ви раскажам што се е потребно за оваа рецепта, ставив 1 литар вода во тенџере да се вари, додавам 150 грама шеќер и сок од 1 исцеден лимон. Додека шеќерот се стопи во оваа вода што врие, за тоа време ќе ги излупам јаболките. Потребно ни е за оваа доза на вода, шеќер и се преостанато 1 килограм јаболки, кои што ги лупиме и само ги длабиме од натрешноста, значи да направиме простор каде што ќе го ставиме филот. Со некој остар нож, што си го имате во кујната, што најповеќе ви одговара на вашата рака. И така, една за една ќе ги исчистам. Еве и оваа јаболка е готова. Значи треба да се исчисти и од едната и од другата страна, за да може да се наполни после со филот. Го враќам тенџерето на загреаната рингла и ги спуштам јаболките во водата да вријат. Повремено си земам една ваква чепкалка. Повремено ќе проверувам да видам дали слободно таа може да пропадне во јаболката и кога тоа ќе го постигнам, тоа значи дека јаболката е готова. Неколку пати превртете ги додека се варат, за да не потемнат јаболките. Додека се варат тие, јас ќе ви кажам што се е потребно за преостанатиот дел од овие полнети јаболки. 150 грама мелени ореви, значи тоа е за филот. 150 грама мелени ореви. 50 грама шеќер. 5 супени лажици млеко и 50 грама маргарин. Потоа, за да искористиме водата во која што се вареа јаболките, ќе направиме една интересна смеса од густин 4 до 5 супени лажици. Нема да додаваме ниту шеќер, ниту ништо, затоа што во оваа вода секако има 150 грама шеќер. Ќе го добие мирисот од самите јаболки, од лимонот што се вареа внатре, и ќе направиме една густа смеса како каша што наликува нели на пудинг, и ќе ја ставиме во чашите и потоа одозгора јаболките ќе ги полниме со филот. Меѓутоа сега ќе чекаме да се сварат јаболките. Сега ќе ги извадам. Уф. Ќе ги остава малку да се изладат, за да можам потоа да ги полнам. Ќе го направам
филот. Во едно тенџерче ќе го зовријам млекото, маргаринот и шеќерот. Штом провријат овие состојки, веднаш ќе ги попарам оревите. Сега ги попарувам оревите. Еве го филот, како изгледа попарените мелени ореви. Наредам јаболките во вакви чаши. Тоа ќе биде многу интересно, па не само за вас возрастните, па и гости ако ви пристигнат дома, посебно за дечињата. Они сакат кога е така убаво украсено. Ама онака на домашен начин, сосем природно. Земам со мало лажиче од филот и ги полнам јаболките. Си помага со прстот. Одозгора можете да ставите и шлак, па некој и мармалад. Ја вратив повторно водата на ринглатец, таа си почнува да си врие. Во меѓувреме, во овие 4 до 5 супени лажици густин, ќе ставиме малку студена вода. Знаете дека тие скробни прашоци и материи секогаш се растопуваат во студена вода. И сега започнува постепено во водата што врие. Еве, веднаш густинот си го прави своето. Склучувам, ставам овој крем од страната. И ги зацврсти јаболките. Откако ќе се изладат природно, да ги оставите едно половина час во ладилникот и дури потоа да ставите шлак, да ставите било какво овошје од сладко, она што се сакат да јадат вашите најблиски најмили, и потоа убаво ќе земам една книжна салфета, ќе ги исчистам ова од страната тука, има да го дотерам, да го направам многу убаво и потоа ќе го пробаме. Убавина. Направете си го ова дома. Е многу ефтино. Нема да ве чини воопшто многу од вашиот семеен буџет, ако имате вкусен традиционален десерт во вашиот дом. А доколку немате време, па дојдете токму овде во Етно село,
Тука ќе ви направат и ќе го пробате. Јас ве поздравувам, драги мои. И како и секогаш сакам понешто да ви кажам на самиот крај. Честото потсетување на минатото значи наговестување на неизвестна иднина. Затоа, чекорете напред, не се враќајте наназад. Уживајте во сите убавини што ви го дава животот и секојдневието. На здравје и довидување!